Денеска разговараме по предлог законот за изменување и дополнување на законот за данок на додадена вредност по скратена постапка, и тоа по амандманите кои што беа предложени од страна на предлагачи од ВМРО ДПМН и од коалицијата. Амандманот за кој што сега разговараме се бара измени во законот, во членот 1, во новата точка 20, зборовите за домаќинствата да се бришат. Со овој амандман се предлага повластената даночна стапка од 5% да се применува врз прометот и увозот на електрична енергија за сите. Идејата кога го поднесовме, односно на предлагачите кои што го поднесоа овој амандман, беше насочен кон тоа да имаме изедначување на ДДВ-то, односно на повластената даночна стапка од 5% за сите, односно тука да бидат и граѓаните, односно физичките лица, но и компаниите кои што се исто така корисници, односно потрошувачи на на електричната енергија. Како што знаеме сите, Македонија за жал ги има највисока стапка на невработеност во регионот, огромна сиромаштија, социјална исклученост и се наоѓаме за жал на дното во Европа. Имено од доаѓањето на СДСМ на власт многу често се користеше флоскулата живот за сите и подобар живот Европска Унија, но еве 4 години потоа сведоци сме дека многу малку од ветувањата се реализираја. После 4 години немаме ниту милиметар прогрес кон евроинтеграциите, а она што пошто може Македонија да се пронајде, односно да се одбележи за жал лошиот живот на граѓаните, зголемената сиромаштија. Според еден податок, околу 10.000 семејства само за една година станале корисници на социјална помош, што укажува на фактот дека се повеќе се полошо се живее. Она што е исто така вредно да се каже е нивото на енергетска сиромаштија во државата, која што според прирачникот за енергетска сиромаштија подразбира кога едно лице или домаќинство не е во можност да го загрее својот дом или да обезбеди електрична енергија во својот дом. Јас тука се прашувам дали Министерството за финансии или друг орган на владата има направена анализа колку точно семејства, домаќинства во државата немаат можност да платат електрична енергија, што директно оди во насока на зголемена сиромаштија и осиромување на македонскиот народ. Како што кажав, луѓето за жал не можат денеска да си ги загреат своите домови и да си дозволат приготвување на топла храна. И сето тоа е поврзано со трендот на сиромаштија кој што за жал се соочи државата и по пандемијата која што за жал не одмина и нас како држава. И еве гледаме дека пред нас е уште една можност да се појави повторно таа пандемија и токму затоа сметаме дека сите овие покачувања кои што се прават на цените на енергенсите, како што е во случајов покачување од 12,3% на електричната енергија. Понатаму предлогот што беше за воведување на еколошка такса, односно кризен данок. Претходно изминатата година имавме покачување на акцизите за горивата и беше на еден начин преседан да имаме зголемување на цената на горивата во услови на пандемија. Се изнаоѓа милион причини зошто е добро да се зголеми акцизата на горивата, дека не се возело во време на пандемија, но еве гледаме дека и кога се нормализира работите остана таа зголемена акциза на горивата и тоа се директно влијае на потрошувачката кошница, на можноста на граѓаните да живеат подобро. И сметам дека и ова покачување на електричната енергија што пиарот на СДСМ сака да го прикаже како намалување, затоа што единствено во оваа влада можеме да видиме
таква реторика една кога зголемувањата се прикажуваат како намалување, кога поразите се прикажуваат како победи. Зголемувањето на електричната енергија, велите, значи намалување на електричната енергија, иако знаеме дека ова намалување на ДДВ-то од 18% кој што се предлага со овој закон на 5% е времена мерка и воопшто нема да ја намали цената на електричната енергија. Односно, таа оди во насока да ја стабилизира, а граѓаните веќе од 2022 година за жал ќе плаќаат многу повисоки цени за електричната енергија. А самите знаеме дека зголемената цена на електричната енергија значи и зголемување на трошоците за живот. Како што кажав, во Република Македонија е многу висока стапката на сиромаштија и на невработеност. Неверојатни 40% од населението се изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, што е речиси двојно повеќе од стандардот на Европската Унија. Тука не придонесува и процентот на невработени кој што изнесува околу 16%, и како што можевме да видиме и од предлогот на ребалансот за 2021 година, и таа проектирана стапка која што беше на 1,9% сега е намалена на 1%, значи невработеноста ќе има тенденција на зголемување и во 2021 година. И како што кажав, лицемерно е да се предлага еден ваков закон и да се кажува дека се работи за намалување на цената на електричната енергија, затоа што и самиот предлагач на овој закон прво знае дека доколку не предложи ваков закон ќе предизвика огромни социјални немири, затоа што трпеливоста на граѓаните при крај. Народот е се понезадоволен и едноставно секое ново покачување директно влијае на неговиот квалитет на живот. Сето ова оди паралелно и со дефицитот, односно дупката во буџетот, која што за оваа година ќе изнесува 750 милиони евра. Ја имаме најниската директна стапка на директни инвестиции во регионот, послаби сме дури од Република Косово, од Србија и од останатите. Расте инфлацијата, проектирана беше во буџетот исто така на 1,5%, а ќе изнесува 2,3% со тенденција на раст до крајот на 2021 година. И сега на Зоран Заев му е најверојатно јасно дека ќе ги загуби следниве локални избори и си го свикал својот стручен тим за да направи анализа што може да се спаси, и од тука се договори најверојатно да го послушаат предлогот на ВМРО-ДПМН за намалување на ДДВ-то за електричната енергија, што е добро, но сепак не знам зошто не се прифаќа и амандманот кој што ние го предлагаме, односно според атмосферата која што има тука и она што беше во матичното тело, сметам дека нема да биде припатен амандманот од мнозинството предводено од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, што ќе значи дека не се слуша стручната јавност, не се слушаат бизнисмените, едноставно се нема слух за нив. Но како и да е, веќе на сите ни е јасна играта. Овој буџет, вака проектиран, не може да го издржи повеќе овој грабеж, особено грабежот кој што се случува во енергетските компании. Само Елем во 2020 година има пријавено 16,8 милиони евра, а додека АД Мепсо, втората енергетска компанија, има пријавено загуби од 6,8 милиони евра, односно вкупна загуба на енергетските компании од 20 милиони евра. И еве го резултатот. Резултатот е покачување на цената на електричната енергија. Јасно е дека дел од покачувањата се однесуваат на глобалните движења на цената на енергенсите, но огромен дел, и убеден сум во тоа, се однесува на недомаќинското мафијашко криминално работење на раководството во овие енергетски компании. Оваа мерка, како што кажав, е времена мерка и
можеби паралелно со предлогот на закон за намалување на цената на ДДВ-то, треба да оди и барање на одговорност за виновниците кои што не доведоа до една ваква ситуација. Најголемите енергетски компании кои што претходно си работеа нормално, сега да работат во загуба. И се знаат дека овие енергетски компании... Но морам да ве замолам, бидејќи времето од 10 минути одамна истече. Ве замолувам да привршите со излагањето. Ви благодарам. И Заев и вице-премиерот Битичи, па и министерот за финансии господинот Бесими се свесни дека народот нема да го толерира повеќе ова. И токму затоа сметам дека наместо да прибегнуваат кон вакви законски решенија кои што значат стабилизирање на цената на електричната енергија за краток период, треба да се посветат онаму каде што е најпотребно, а тоа е да ги скратат сите непродуктивни трошоци во буџетот, што имавме прилика да видиме во овој ребаланс дека не е така, затоа што се продолжува со разграбување на народните пари, се продолжува со крадење на народни пари, се продолжува со, за жал, недомаќинско работење, што никому не му оди во прилог. Сите знаеме дека не очекуваат тешки времења, дека доаѓа есента која што носи... Колега, ве замолив да привршувате, а во ред, мислам дека не сте на пресконференција, сепак ова е седница на ЗКП, имаме амандманска расправа. И после ќе кажувате дека јас сум таа која што ви попречува говор. Не, напротив. Значи, јас не знам како да објаснам дека членот 171д е јасен. И ве молам, да, имам и го гледам. Па го гледате и вие. Значи, процедурално. Ви благодарам. Не знам навистина од каде потекнува оваа нервоза. Оваа комисија до сега работела, не знам, без поголеми проблеми и сега сметаме дека е моментот да ги искажеме нашите ставови по однос на законот, а како пратеници ни го имаме и правото да го изразиме и нашето мислење и правото на говор и на комисиите. Не е така, затоа што знаете каков е случајот и на другите комисии, така да не сме преседан и не сакам, ќе побарам процедурално дополнително да се дообјаснам. Како и да е, се надевам дека ќе изнајдете храброст да не влегувате во играта на Зоран Заев, кој што има намера да се спаси самиот од одговорност и од огромен пораст на избори и дека ќе гласате за нашиот амандман, кој што треба да овозможи подеднаков третман и на домаќинствата и на компаниите. Ви благодарам.